Значи го имаш ова, вака имаш тука нели рулетна и ова дупчињава што се тука измеѓу, ако вака само ја гледаш, нема да гледаш ништо. Ако почнеш вака да се мрдаш, све ќе гледаш надвор, кажи, магија. Ништо не гледам ако не е добро фокусирано. Добро. Здраво, другари, како сте? Конечно успеав да ја убедам Кике да ме носи на Маркови кули. Тако звано Марко куле. Само што го спомна Бамбо. Те виде. Стварно беше Бамбо? Стварно беше ти у колата, бе? Сереш! Ко пита не скита. Ние за Бамбо у Прилеп. Конечно да се вратиме на Мабето. Конечно Кике реши да ме однесе на Маркови кули или по прилепски што би се скратило. Зашто си работи и кратите Маркукуле? Економични сме. Да не трошат многу на зборови. Ми вика, денес е Велипеток. Што е Велипеток, викам. Не, окей, логично е да сватам, сватив, не дека не сватив, ама смешно е. Сега барам карпи негде да се јаздам така по карпи да се осеќам ко планинар и они ме изнесува на ова, на асфалт. Ама ајде, јеби, ќе се прошетам малце и ќе стигнам до онаму. Она е крстот што треба да стигне, бе? Не. Не бе пати. Така не озбилно тоа е? Да бе Ивана Мања един крст околу го прилепи. Па шо е бе, кај е? Не е скупи ова 10 крста да гледаш. Не, ова аеродром па само крста и да гледаш. Очекував да биде подалеку затоа. Знаеш, му речам на Бамбо да не однесе, докато ќе може со кола. Ова, го викаат слон. Ја не знам што од ова личи на слон. Ова поише ми личи на мравојад. Види го. Чекај, уфата ќе го снимам. Дај еден портрет да ти направам. Стварно личи на слон, бе. Види го, Дамбо, бе. Види го, има и окце, и устичка, сурличка, сонце, само што види го како е застанат вака како војниче ваква. Само што добро, другава страна малце како да спиел лошо, малце искривен ми е. Те боли грбчето, сонце? Ти измасирам, сакаш? Имаат слон во Прилеп. Абе, а како е женски род на слон? Слонка. Кике. Ајде идеме по ова, ама гледај колку е боле. Као ке идеме по убави патишта вакви. Какви? Убави! Не по ова, глупаво види, па шо ќе одам по ова? Досадно е. Дај вака по ова ќе идеме, види колку е боле и побрзо ќе стигнеме. Каде и да беше крстот, го изгубив крстот. Кај ми е крстот? Енако, окей. После 20 минути расправање успеав да ја натерам Кике да идеме по нормалниот пат, а не по она глупано. Фала ти, Кике, да сакам наредниот пат да го направиме во само 5 минути расправање. Гуштерче. Оди само по мене, ја го знам патот, бе. Јас сум иначе по потекло прилепчанец, за тие што не знаевте, и затоа уствари така ја запознав Кике. Не сум по потекло прилепчанец. Зашто? Значи само следи ме ти, верувај ми дека треба вака да биде. Значи треба да ни одат нозете во косо додека се движиме, верувај ми. Иначе логиката по која што делумно е натера е тоа што оној пат води натака, а крстот е натака. Се едно не е натака, треба да одиме на кај што е крстот. Ете, таму е крстот, него крстот. Ајде, Кике. Ајде, Кике! Оде, Кике! Како читална е ова? Знаеш како иде разговорот помеѓу змија и библиотекарка? Зашо ме прати? Затоа што сум број number 1! Ајде, дој побрзо, не икам други луѓе да ми се мешаат во уметност, така се другите луѓе? Други луѓе. Ајде на пауза, ајде се изморивме. Са и они ако се изморат онаму, и они се ако се одмараат, или евентуално ако се караат дали да идат по нормалниот пат или по глупата патека, ете гледаш они на кај идат. Значи никој не е глуп да иде натака. Онаму седам. Онаму. Не им кажувај. Не им кажувај каде си. Да, онаму е. Онаму е. Онаму, она куќа со црвен покрив. Сега на врата ќе ти дојдат. Така јас и една другарка еднаш гутнавме влезот во зградата. Зазвонивме во друг стан и жената беше толку фина и ни рече ајде повеле ти ако сте утнале празник ќе дојдете. Не појдовме. Тачно имаш слотови за нозете да ги ставиш. Види се, ова ти е слот за нога. Пази. Добро. Точно. Тасно. И така натаму, бла. Види колку е убаво. Сакаше да не дојдам тука. Значи, ќе ти се скарав за секогаш. Че ве снимеме ти, еве. Ајде. Види. Ова да не го осетам, да идам по потекана. Види. Ко на оној спотот на Джастин Бибер, само што доле нема море, има Прилеп. Каде ме носиш? Ајде нагоре таму кај крстот. Ајде тука. Дојди, иди на кај крстот, Кике. Follow the крст. Иди на кај крстот.
На кај крстот! На кај крстот! А, ја не можам да се искачувам со камера, не знам како да ти кажам. Кике, зашто го преташ со рацете кога си искачуваш? Така се качувам. Зашо бе да не го веслаш воздухот, да се те иде? туркам ми смета. Еј, шо е со дрво, бе? Мислеле дека е палма и го запалиле по грешка. Follow me. Значи пази шо правам у исто време. У исто време Ај, те клоцнав. У исто време те клоцам, те влогам, те качувам, те. И што куре сега со дрво, значи заклучивме. Ајде да се сликаме со дрво. Палма де Майор. What? Сега ќе те сликам, чекай. Стој таму. Ете така, стој. Стои сега на 3-4 5. Наврска тоа го открив, дека можело така еднаш Дио кој имаше настапи го снимав и многу ми беше досадно само да го снимам и го сликав успут. И си открив нова функција на камерава. Видаш оној човекот седи таму со најдобриот пријател. Кој е најдобриот пријател на човекот? Човечкиот род е најштетното суштество на земјата планета. Да му ја ебам мајката во пичка. Што, да, иначе ова е запалено нешто, зашто го запалил, да. Иван, имам еден апарат што ме малтретира. Отстрани го. Амфитеатар! Тоа е амфитеатар? Валјда, пат го. Кај оно слонот е, да, него слонот, сега сме волку далеку од слонот. Ништо не ти задам. Значи, веруе ми, имам доволно искуство од планинарење, ја знам физиката на планините. Сонцето се скри таму некаде зад облаците, тие облаци. И сега тука немаме ние сонце и целото сонце отиде на таа страна на градот. Сонценце излези над рамена наши. Идеме тука. 3, 4. Сонценце над рамена наши. И наши, и ваши. Дојде сонценце, фала ти сонценце, што дојде над рамена наши. Вода. For real, man. And for pussies. Знаеш дека немаш никаков прогрес, се дека гледаш слонот. Да објаснам некои работи. Че поентата на планинарењето не е да го најдеш поблагиот пут. Најди го и пострмниот ако треба, ама поентата е да си ја закотвиш ногата некаде. Еве сега, непланирано сосема од почетокот на муавето, дојдовме до тест кај што треба да испитаме Кике како ќе се качи по ова. Значи нема нигде пат, нема ништо такво. И треба да се качи по ова. Кике, како ќе се качиш по ова? Е. Ајде да видиме како тоа би изгледал. Значи слободно користи и раце. Не е забрането користење на раце и дланки. Добро, цврсто е, нема да падне. Окей, не. Ајде, мораш. Некако, што ќе правиш? Ке се слезам долу. Много просто. Немаш таква опција. А значи можело. Океј, а јас сега најверојатно ќе се качувам со камера. А можеш да ги земеш на очариве? Ајбе 150 денари се на очариве и да ми паднат. Телефонов не е 150 денари. А ни камера не е 150 денари? Да. Ама That wouldn't be a problem for me! Моментално наредниот milestone или checkpoint ни е ова Калево, да го достигнеме и после валјот таму ќе може да се качиме до крстот. Направивме еден мал компромис со Кике, чим се качуваме по овој пат, да се симињаме по тој другиот. Види го колку е убаво. Не знам зошто му убаво. Дупк, може тука има зајчиња, Кике. Кике, има зајчиња како ние во Рамстор. Пуштена си слободно. Оди, движи се. Движи се. Како Beyblade врти мушка, движи се. Добро што се качивме кај Калево и Калево е празно. Калево нема ништо. Кале, зошто ме лажеше да доаѓам до тука? Ова повеќе ми личи на мапа за кантер. Значи го имаш ова и тука ти ова Место за сејвање и од тука да не ти искочат. Вака тука имаш терорист и го гледаш терористот и низ ова дупчево тука го пукаш. од тука можеш да фрлиш смоук за да смоукне он. Добри Кики, планинарка Кики. Јеј. Цел серијал да направиме овој. Да, може цел серијал. Пак би идел на Осогово. Не со среќа, со тебе. Вака од подалеку за да се види. Значи го добивме ова.
Ова го добивме од калето и евентуално ова тука, маленкова. Па се тепале тука, ова бил дит, ало. Ти реков ја мапа за кантер, ти не ми веруваш. Ајде, сонце! Ајде, кичица! Кичица! Кике, што е она? Сакам да влезам онамо. Тераса. Тераса, ајде да одиме на тераса. Кике, доаѓај одма да го видиш ова. Ова е motherfucking beautiful пичко ебачка долена. Долена! Човекот е шупак. А тука имате изложено третата слика зашто човекот е идиот. Повелете, приближете се, не е проблем. Без допирање, ве молам. Излези ван право на тераса и ке видиш Марковиот град. Но најдовме патчета за на терасата, каде се? Кај се влага на тераса. Дека е висок. Влеговме на тераса. Чекај, имам нешто да се обратам на едно другарче. Андреј, ти најдов место за истражување. И тука имате позови, и имате Христина, тука како гледани со позовите, и тука имате Гафит Дамјан и некој гомна тука доле. Еве, добро, тоа беше терасата. Ама не е баш тераса, ова се само пенџериња. Турско пенџаре! Такло! Колко е јако ова! Колко е убаво! Ова е уметност, бе. Значи, постојат две можни работи кои што на времето Марко Крале и другарчињата негови ги правеле на ова место, односно на оваа тераса. Првата е дека искачале да пијат кафе, а втората е дека пукале низ овие прозорци, бе. Пау! Ама јас повеќе верувам, Пау! Ама јас повеќе верувам. Пау! Прекини, сакам да зборам. Ама јас повеќе верувам дека... Дека пиеле кафе! Повеќе верувам! Кафе! Ова е убаво. Зашо бе толку се восхитувам на вакви работи? Не, многу е убаво. Сварно ми е убаво. Иначе крстот, ше малце сме тука, ако зумирам ќе бидеме уште поблиску. Јеј, до крстот сме, ајде назад. Гуштер. Видовме уште еден гуштер. Сега Маркукуле, наше! Кике, ова е лудило. Лудило. Ова е Маркукуле! Само на брзина, уште еден поздрав до Андри. Кике, види таму. Илуминати confirmed. Дан. На времето сакав да вежбам паркур. И после тоа се утепав 3 пати. Првите 3 обиди се утепав, значи 3 од 3 утепани обиди и прекинав да сакам да вежбам паркур. Сега не вежбам паркур. Заклучивме дека најверојатно крстот не може да се качиш, ако можело нека ми каже некој у коментари. Дали може, пошто јас стварно не можам више пат да најдам, мислам Кике не може. Артак воџа. И баш кај што уште поише се уплашивме е што ова гомново дожд не брка и за 10 минути би требало да биде кај нас и мораме да си идеме Кикејда. Нема да ви се верува, ама најдовме веце, обележано веце насред Маркови кули. Еве го. Место за мочање. Стигнавме до дрвцето наше, прегорената палма. Ајде да. Рингири, гиринги шпил, ти си братко многу мил. Дојдовме до слонот.
Овци! И последниот пример зашто човекот е говно. Говно си! Говно! А ние, пошто не сме гомна, решивме да го изгаснеме огинчето кој што некој го запалил. Браво, Кике, ти си добар човек. Говна! Така. Види го какво е, како се очиња и устата, како да вика. Се симнавме, почна да врне, ама пуши кур дожду, што не фати горе. Кике, како си помина? Ужас. Качувањето има А симнувањето прекрасно, а? Симнувањето е ужасно. Качувањето е супер. друг път на по-изводливо место. Ми наврна на објективот, ајде се гледаме дом, ајде. Ти изкапения гад. Ако да се види дека си Разликава. спортувала, дека све. Ништо, другари, тоа се вративме ние и ја убаво си поминав, Кике се утепа од плачење, ама за тоа не ја носам више никаде. Тоа беше тоа, другари, видео. Субскрайбнете ми се на ова место и следете ме на овие места за други дисциплини. И се гледаме за брзо, чао, чао.